Така, се враќаме повторно во студиото, минути за следниот разговор. Добар ден му велам на универзитетскиот професор Абел Бауш. Добар ден и добре дојдовте, професор. Добар ден, благодарам за поканата. Професоре, она што е актуелно практично целиот период и за кое што постојано се зборува е порастот на цените. Инфлацијата, нешто што ги загрижува сите граѓани, бидејќи практично зголемувањето на цените константно го топи, да речам, на еден начин семејниот буџет. Зошто Македонија никако да речам да ја смири инфлацијата, особено кога се работи за храната? Каде се проблемите? Добро, прашањето не е, проблемот не е денешен. Инфлацијата не е денешен проблем. Тоа е политика на која што ние наследуваме можеби од осамостојувањето наам. Значи, немање на одредени политики на кои што тие авторшокови кои доаѓаат од да речеме, од таа криза која ние имавме, ја почувствувавме, може да речеме од пандемија нааму, ние никако не успеавме тие стратешки цели да ги поставиме во едно место, па да имаме некои авторшокови по-амортизирани, за да немаме толку инфлација која ќе се покаже и ден денеска како клучна во економскиот раст и развој на нашата држава. Зошто ние имаме се инфлација? Имаме затоа што тие политики кои треба краткорочни да бидат, нели, замрзнување на цени, на маржи, на ограничени цени и маржи, па одредени социјални политики кои ги правевме и претходната влада и сега продолжува оваа влада, ги даваат тие резултати можеби во еден краткорочен период, на потоа цените се враќаат. Да речеме, како адхок решенија, и тие решенија потоа се враќаат пак. Ајде историски да гледаме на она кратка историја. Кога ние во пандемијата видовме дека имаме недостаток на храна, имаме добра почва во државата, ние не успеавме никаква политика да направиме тука за да бидеме барем конкурентни во нашиот пазар, за нашите производи. И тука ние гледате таа политика на создавање или производство на собствени производи за собствените граѓани, не успеавме тоа да го конципираме или да го сватиме како сериозна работа. И сега сметате дека дел од проблемот е токму во ова отсуство на домашно производство? Не е само тоа, не е само тоа. Или еден од проблемите? Тие се еден од проблемите на кои што пластично сакам да го објаснам. Ние имаме комплетна една плејада на макроекономски погрешни политики кои ги правиме, кои ги влечеме со години, мислејќи дека да не ја растуриме таа социјална кохезија, односно таа, ајде како да речам, социјалните политики да не ги чепнеме во државата, ние губиме реформската агенда која што треба да ја направиме, која е болна, но кога тогаш би требало да ја направиме за да излеземе од тој круг на кој што би имале некој позитивен импакт понатаму. Видете, затоа ќе имаме ние и ќе имаме покачување на цените и инфлација, и видите и таа економија која ние врзана, ние живееме во таков екосистем на врзана економија, на отворена економија на кој што апсолутно не можете да избегнете никаков економски шок кој би се случило во Европа и во глобала, а исто така и некој шок на кој што може да ни се случува на. Гледате сега последната војна меѓу Иран и Израел, гледате одма колку сме ние чувствителни на одредени шокови кои може да се случат во економијата. Кога веќе ги споменавте тие геополитички случувања, од кои што директно и ние практично ќе ги трпиме нима последиците, колку тоа може да направи некој поместување и да има директно влијание економски гледано? Па имајќи предвид овој постпсихолошки проблем кој го имаме ние со инфлацијата, сето што може да се случи сега натаму, сето ќе влијае врз граѓаните, што е она најбитното, а исто така и врз самите политики, затоа што ние веќе станавме чувствителни на пример на покачување на цената на енергенсите, нели имавме ние таква една криза. И ако ни се случи сепак да се повтори тоа, пак ние ќе бидеме чувствителни, ќе бидеме во удар на покачување на цени, на намалување на стандардот и така натаму и така натаму. Значи, видите, ви имате една статистика на 7,2% покачување на цените на општата потрошувачка, а имате само покачување на животниот стандард, односно платите на вработените, која ќе се земе комплет, 0,8%.
Нели имаме ние покачување реално на платите, но тоа колку во тие економски параметри влегува, тоа е само 0,8%. И се видите како тоа се чувства кај граѓаните. Значи, и се, ако имате па уште еден проблем кој сега може да ви се појави, пак ќе имате вие ќе има некој покачување на цени или некој шок на кој што ние може да го имаме пак. Така, синхронизирано едни по едни владата, па потоа нели Народната банка на Македонија ги влошија очекувањата за растот на инфлацијата, ако може така да кажеме, за 2025 гледано. Особено еве нели со објавување на ребалансот на буџетот, обезбедени се пари за повисоки пензии и плати, меѓутоа мора да имаме во предвид дека нели и не очекува еве предизборна година е ова изборна година е во предизборие сме, а дополнително сега дали може да се каже дека зад овие економски бројки може да гледаме некои политички калкулации или сепак ова е во рамките на она што е предвидено со ребалансот? За жал некои ситуации и кога нема да размислиш дека нема да биде така, кога ќе ги видите параметрите економски и кога вие се обидувате со некои конкретни чекори да ја подгревате инфлацијата со тоа што ќе ги покачите платите и видите во една друга ситуација, ако имаме покачување на плати, од друга страна имате поборувачка на потрошувачки кредити, дури до 7% може оваа година да поминеме на очекување на зголемување на потрошувачките кредити, што исто така може да ја подгре инфлацијата кај нас. За жал така функционираме ние, нашите мерки без разлика се во која гарнитура политичка влегуваме или која влада ја води државата, секоја се мисли на тие пократки ефекти или пократкорочни ефекти да имаме некој вид на, ајде да речеме, поминување низ овие економски шокови кои ги имаме. Сега, видите, ако вие веќе размислувате да покачите плати и пензии, сега можеби ова ја што ќе го кажеме многу непопуларно, нели во ситуација кога имаме прегревање на таа инфлација, ако веќе имаме и покачување на цената на чинење на нафтата, значи вие се доставувате во ситуација да повеќе понатаму ја прегревате инфлацијата во државата. Што треба, како да се направи, наистина треба во некои одредени мерки да имате антимерки на кои што нема да дозволат прегревање на таа инфлација. Ако веќе ги имате покачување на платите, мора да мислите како да ги покачите каматните стапки. Народната банка да ги покачува каматните стапки, но потоа тоа ќе допринесе кон економската активност на и предпријатиите и на граѓаните. Видите, тоа е се некој круг на кој што вие треба да осмислите како тоа ќе го изведете, а да нема некој ајде да речеме некои длабоки економски проблеми понатаму. Така. Професоре, во делот, особено сега кога зборуваме за инфлацијата, еве имајќи ги во предвид и сите ова што ги рековме геополитички случувања кои што практично имаат влијание на самата економија, може ли да се зборува за некои превентивни решенија или превентивни чекори? Па видете, да, ние прво вака се, ние треба да размислиме како да направиме, ние сме пред донесување некој ребаланс на буџет, веќе е време да почнеме да размислиме да имаме некоја подобра евалуација на индикаторите кои ги има во самиот буџет, на самиот раст на буџетот. Кои мерки, какви индикатори имат и да ги мониторираме во процес како тие се извршуваат. Например, ако имаме капитални расходи на кои што нас до сега ни се реализирани 28%, односно капитални инвестиции како што ние ги нарекуваме, тогаш ќе се запраша дека како ние би имале некој економски раст, кој имаме само 28% реализација на капиталните расходи. И веќе кога имате ребаланс на буџет, најверојатно ќе бидат кратени уште тие што беа планирани. И веќе доаѓате во една ситуација дека или не знаете добро да планирате такви индикатори на кои што би имале некоја економска логика на раст и развој на државата со тие индикатори, или веќе е време на секој министерство, секој буџет од секој министерство се види кој ефект би имала во економијата, поврзан ефект на економијата. И потоа кој би се донесол некој буџет нареден би бил буџетот развоен, а не секогаш трошков. Ние секогаш што го велиме. Ние имаме ова година развоен буџет затоа што капиталните расходи ќе бидат поголеми и така натаму и така. Но го нема ефектот. Ние со години ова го зборуваме, немаме апсолутно никаков ефект. Одиме кон економски раст од 3%. Видете,
нас релевантни институции како ММФ и Светската банка ни дават индикатори дека ние не можеме да ја поминеме границата од 2,7 до 2,9 проценти GDP од економскиот раст. И во најновите прогнози, нели, Македонија беше рангирана како со најмал раст сега ние дури пркосевме на овие податоци и велевме дека не се точни, имајќи предвид дека тие располагаат со една огромна дата на податоци на кои што не анализираат само Македонија, туку и окружувањето на Македонија имаат одредени варијабли на кои што тоа многу прецизно го гледаат. И ако вие во Западниот Балкан сте последната држава со економски раст предвиден или перцепиран економски раст и развој, тоаш нешто не е во ред. Дури и тие имат одредени дури препораки како би се направил некој, ајде да речеме да се направи еден вид на поголема слика, за да имаме некој вид на економски раст и развој. Видете, да се инвестира во одредени сектори во државата е редно да се направи паметно и домаќински, да се речеме. Не да се оди кон краткорочни ефекти. Сега ја овој се обидувам некојаш на студентите да го кажам, ако вие се обидувате капиталните инвестиции да ги фокусирате само на инфраструктурни големи објекти, тоа ќе биде само еден дел од економијата кој би ја развиле. Но ако вие инвестирате и во образование, значи во развивање на добар економски човечки потенцијал, тоа ќе имате друга насока на движење. Ако вие инвестирате во малите и средните предпријатија, во иновации, во технологија и така натаму, во земјоделие на кој што ние имаме таква добра почва на кој што може со модернизација на тоа земјоделство да имаме некој вид ефект. Сега тие ефекти не може да бидат краткорочни, тоа е јасно, но во долгорочен план тие субвенции на кои што ние годишно ги даваме, а кои што не дават апсолутно никаков ефект, да видиме, да направиме со овие индикатори, со тоа евалуација, да видиме кај сме, што сме, колку може да направиме и така натаму и така натаму. Така, да не практично зависиме, нели, она што ние сме зависна економија, отворена економија не секогаш ќе зависиме, но зошто ние да не бидеме конкурентни во одредени производи? Видете, многу е како да речам поразувачки за државата е вие да имате овошји и зеленчук кој го експортирате од соседните држави, веќе вие сте познати по таа работа. Мислам, тоа е една работа на кој што вие веќе таа економија не ја правите конкурентна да бидете вие да можете да извезувате државата. Тука стои најголемиот проблем. Професоре, во делот на, кога зборувавме за платите и инфлацијата, генерално, она што, и Сојузот на синдикати беше едно од барањата е зголемување на минималната плата. Економско-социјалниот совет, нели знаеме работите како се движеа таму, меѓутоа генерално сега ова најавата со ребалансот е дека ќе има повеќе, нели, пари за пензии и за плати во јавниот сектор. Но генерално барањето на синдикатите за зголемување на минимална плата дали треба реално да се реализира, имајќи ги во предвид сите движења во однос на инфлацијата, растот на цените, особено кај прехранбените производи, да меѓу другото зборувавме, нели, и на енергенсите, сега еде во летен период, меѓутоа ќе почнат да растат, нели, секако сите трошоци на живот кога ќе дојде, нели, есен, зимскиот период и така натаму. Сега теоретски гледано не сум некој голем фан на покачување на минималната плата. Мислам, економски некако таа категорија ми е повеќе социјална дошто економска, затоа што веќе ставате одреден вид на цена на чинење на трудот на кој што ги диктирате од компаниите, институциите. Зборуваме со однос на општиот колективен договор, ја за тоа. Апсолутно да, ве разбирам. Синдикалците, сега реално гледано, секој ќе заштити својот обем на интерес или таа група на интерес на кој што го имат. Видете, вие може да имате и поголема минимална плата, но вие немате економска активност во државата. Значи, ако не оди тоа паралелно, например, има одредени модели на кои што оди со покачување на минималната плата, односно на платите, оди со економскиот раст на државата, со GDP-то на државата. Како што тоа по параметри, по формули и така оди минималната плата, нели, по економската активност.
Кај нас таа економска активност недостасува. Мислам, вие имате предпријатија на кои што не може да бидат конкурентни на меѓународниот пазар. Сега, ако ја гледаме таа социјална страна, таа потрошувачка кошница која прави Сојузот на стопански комори, која е многу коректно направена, за волја на вистината, прекоректно направена и со многу минимални цени на чије на одредени производи, кои за волја на вистината, која споредите со некои потрошувачки кошници во, ајде да речеме, во европските држави како Словенија, да речеме, тоа е и дури и смешно тие параметри кои ги имаме ние во таа потрошувачка кошница, кои ние ја правиме тука. Но ајде да почнеме да разговараме за вистински битни проблеми на економијата, на кои што ние од оваа точка нула да почнеме да сериозно да се развиеме во една економија на кој што веќе нема да разборуваме за минимална плата. Гледате, се има еден парадокс кај нас. Ние имаме невработеност од 11,3%, ако не се лажам. Ако излезете по перцепција, ако излезете во Скопје и шетате по продавници, ќе видите сегде се бара работници, така? Ви имате веќе во самите предпријатија генерирано, самите компании веќе имат побарувачка, имат на работна сила, професионална и квалификувана работна сила, на кој што може да стигне до 1,5% поише од таа минимална плата да добиваат тие работници, квалификувани работници, а од друга страна имате од тие 11,3% имате луѓе кои се апсолутно неквалификувана работна сила, кои што треба да ја квалификувате и да ја ставите во пазарот на трудот за да се наполнат овие работни места. Ви имате една индустрија која е градежната индустрија која што нема работници реално, нели? А од друга страна имате минимална плата која што во одредени сектори како текстил, не знам, кои луѓето кубурат да имат една минимална плата. Тука е проблем, значи тука го губиме тој дисбаланс ние на таа економија. Значи вие барате минимална плата за одреден сектор, а веќе во другите сектори се барат луѓе кои што би примиле уште поголема плата од таа минимална. Тука е тој проблем како ние да го најдеме тој баланс да го направиме. Така, ако се најдат решенијата, може би пак има изгаснување на голем дел од овие сектори кои што се критични, што ги споминавме, или преквалификација во одредени области, не знам. Економијата е жива работа, некогаш некои одредени професии може да изгаснат преку ноќ, но од друга страна затоа постои таа динамика на економијата на кој што може да создава одредени нови вредности во самата економија. Професоре, околу задолжувањата, унгарскиот кредит, потоа договорот со Обединетото кралство, најавите еве за инфраструктурни нели проекти, како сето ова ќе делува на економијата и односно на враќањето на овие долгови, динамиката на враќањето и што тоа практично ќе значи за македонската економија? Видете, за поздравување се тешките договори кои се прават и начинот на како се наоѓаат средства да се донесат тука. Иако не бе во почетокот, а и денеска многу сум скептичен за унгарскиот кредит и тоа јавно сум го кажал. Не заради природата на унгарскиот кредит, но како тоа ќе се распредели овде, се гледаат проблемите денеска. Не можеме пак да го распределиме тој кредит, нели, ни по компании, нели, од тие 250 милиони, кој што имам информации, 97 милиони се искористени, а од друга страна имате 250 милиони кои би требало да додат по општини, кои што за волја на вистината тоа што преска го зборував, немаме индикатори како тие ќе влијаат во самите општини, нели? Дали ќе направиме, сега извинете на изразот, селски чешми, или ќе направиме битно нешто, ќе развиеме долгорочно во тие општини, за да тие само се одржат, само држување да имат општините, нели? Имаме ние општини кои што 100% зависат од буџетот на државата, од централниот буџет на државата, не од самите општини. И сега како тие да ги направиме да бидат самоодржливи како општини, економски ова секогаш го велам. Сега, вие имате и други стратешки договори на кои што треба да направите инфраструктурни објекти. Ама видете вака. Сега, ова година имаме 30%, ако не се лажам, искористување на 30% помалце средства искористени од пристапните фондови кои што ги имаме како држава. Видете, ако ви имате еден вид на добра стратегија на користење на овие средства, пристапни фондови од Европска унија, кои што се, да речеме,
од една страна и еволуативни, ќе те видат што работиш конкретно и не можеш да ги добиеш проектите само така. И ако ти веќе ја развиваш твојата економија врз база на тие интегративни процеси, ја мислам дека многу поедноставно би било да ја направиме и таа инфраструктура во државата, ама и модернизација на самата администрација. Видете, во последните извештаи ние имаме како да ја наречем некоординирана администрација која е во врска со реализација на одредени проекти кои доаѓаат и од Европска унија и во самата држава. Значи, добри се тие стратешки договори, паметно е да се земат. Не е херезија да се земат кажете средства и унгарскиот кредит и од Светска банка и од кај било, но работата како ќе ги потрошите и со каков импакт тие ќе направат во самата економија. Видете, ако вие користите тој 6 милиарди беше, ако вие таа 6 милиарда ќе користите на 60 и 40%, кои 60 ќе бидат еден вид на јавен долг, а 40% ќе бидат некое приватно партнерство, тогаш ајде да речеме 60%, тие се негде во околу 3,2 или 3,3 милиарди. Ако тие ги користите за време, тие јавниот долг би ви го покачиле дури во негде 70-80%, 90%. За да ги вратите тие средства, ќе треба да имате економски раст стабилен од 5% натам. Сега, тоа треба паметно да се изигра, да се направи убава стратегија на која што ние со тие средства би имале добра економска перспектива во иднина, добар економски раст на кој што би ги враќале тие средства. За да не зависиме понатаму пак од поземување на средства од други институции. Дополнително еве само да ги споменеме, бидејќи еве последна информација беше дека ЕУ гарантира дека ќе овозможи кредити од 60 милиони евра за одржлив раст на малите бизнеси во Македонија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина во рамки на тој механизам за реформи. Тоа се сепак нели дополнителни средства за Македонија, се очекува инструментот да мобилизира на 20 милиони евра. Сепак тоа се нели значителни финанси, кои што директно еве се за концесиски кредити за околу 125 мали бизнеси. И ова се средства, нели, меѓу другото, кои што влегуваат, а треба паметно, што велите, и наменски да се искористат. Па видите, во Македонија ние имаме проблем, сакам да го поврзам во еден друг проблем. Ние, младата популација во државата ни, за жал, ни заминува во странство. Ако ние паметно овие кредити би можеле да им ги даеме на нив во некои стартап заедници, во некои иновацијски проекти, во тие мали и средни предпријатија, за може тие да генерираат одредени идеи нивни кои би ги развиле тука, би биле конкурентни надвор од државата, тоа би било апсолутно прекрасно. Тие 20 милиони средства, најверојатно грантови, кредити или грантови? Да, концесиски кредити за мали бизнеси. Мали бизнеси, тогаш ние би ги врателе тие за негде 5-6 години, можеби со пута 6, 7 или 8 од тие мали средни предпријатија. Видете, ние мора да се концентрираме кон малите предпријатија, кон малите и средните предпријатија, кон идеите, кон стартапите, кон таа заедница која што ја имаме во државата, тие брилијантни умови кои ги имаме во државата, почнувајќи од дигитализацијата до агроиндустријата, ако може така да ја наречам, значи да може да ги поттикнеме овие од таа млада генерација да се нафати за креирање на бизнес, и мислам дека би имало поголема успешност. Ама тие не се само 20 милиони. Нас со процесот на Берлинскиот процес ние имаме 5 милиарди како Вестер Балкан, да може да ги користиме. Значи, тие се реално гледано, тука ја гледаме тој недостаток на таа администрација, на таа не користење на тие средства, зависи токму, сега не викам дека администрацијата, кои тие централната власт, како може да ги искористиме овие средства за да направиме некоја економска придобивка во државата. Тоа ми беше прашањето, како да ги искористиме, зошто, каде се запнува проблемот? Тие се реални проекти, кај што, да, навистина има голема папирологија на која што треба да се пополнува, тоа е вистина, нема бегање од тоа, но тие стручни лица кои што треба да бидат носители на тие
проекти, да ги привлечат тие проекти, за жал веќе во државата тие заминуваат во одредени други држави, работат како проектанти, како консултанти и така натаму. Ние тука ги обучуваме и потоа заминуваат од кај нас. Значи никако не успеваме тие да ги задржиме за да може да работат за државата. Значи тие нашиот кадар. Од друга страна дури има повици од Европската унија на кои што тие даваат дури консултанти да работат во државата за тие проекти кои што нели фри ги донесуваат во државата, на кои што може да работат на овие проекти. Тука е проблемот. Таа платформа на која што треба да ја издигнеме административна со централната власт и така натаму не достига кај нас. Тука е тој најголемиот проблем. Има многу средства на кои што може да ги направиме, може да направиме и модернизација на економијата, модернизација, технолошка модернизација во државата, да бидеме пред одредени држави, но за жал некаде запнува работата. Така, за жал голем дел на милионски средства остануваат неискористени и нешто што може навистина да бидат успешни бизнис приказни, особено за младите кои што за жал барем по верувате има, ја доаѓам од тој сектор, од иновации и стартап во државата, за наша голема среќа имаме прекрасни идеи и луѓе кои што работат во тој екосистем. Дали тој екосистем е поддржан, за жал не. Значи и правно и административно и така натаму, но верувате имаме во државата брилјантни умови на кои што можеме ние да направиме одредени компании кои што Што би ги мотивирало, професор, еве вие работите постојано еве и со млади лица, што би ги мотивирало и конкретно еве за да можат да работат или па и да останат тука? Вие тие почнавме со средствата, од средствата кои што им недостигаат за да ја развијат таа програма и таа идеја, до менторства, до некој нетворкинг, некој конекција со светот, да бидеме некоја гаранција. Сепак ние сме мала држава, нели никој не сваќа во некои одредени ситуации, нас не е многу тешко да влеземе во тие глобални пазари. Но веќе кога влегувате во тие глобални пазари, веќе сте вие играч исто како нив. Но овде треба државата да направи некој трейдмарк на кој што нашите бизниси, нашите предпријатија ќе бидат добро запознати, препознаени од светот, дури овие стартап заедници. Тоа недостасува кај нас. Дури и таа платформа, мислам, правна платформа за отпочнување на работа со тие стартап заедници, со тие мали средни предпријатија, со оданачување на тие предпријатија и така натаму. И тоа недостасува држава. Значи треба да се направи убава стратегија за нив и ја верувам дека многу мали и средни предпријатија би успеле во државата. Како што тие успеваат надвор од тука развиваат производ, излегуваат надвор од државата, се многу успешни. Зошто да не ги оставиме тука? Зошто нивната придобивка да не ја држиме ние самите тука во државата? Така, и разочарувањето не е да биде само од економски побуди, туку и од системски некои слабости за кои што нели ќе ви речат голем број од младите не заминуваме само за финансии, ако порано било тоа приоритетот, сега идат за некоја нефункционалност на системот, а системот сме сите ние. Професоре, сакам да ве прашам, бидејќи не очекуваат на есен локални избори, дел од средствата споменавме дека од кредитите ќе одат нели за локалните заедници, за инфраструктурни и за други проекти за да се подобри нели состојбата во општините, меѓутоа генерално како и што треба да бидат наменети и искористени, секако за да бидат за добро на граѓаните за тоа за што им е и намената. Видете, кога ги поделиат средствата за општините, имав се двоума во една работа, дали нашите општини се спремни и дали имат капацитет да направат проекти на кои што ќе ги реализираат проектите врз база на тие средства. Одредени, да бидам искрен, одредени општини имат капацитет и добро изреагира и добри проекти, колку што знам направија, но има општини на кои што проектите им се навистина проекти на кои што не можеш да очекуваш дека ќе има некоја економска активност во иднина. Сега парадоксот е тоа што секоја година тие општини, тие истите општини имаат 110 милиони евра да користат од надворешни фондови, претежно европски фондови, дали CBC фондови, cross-boarding, што ги викаме фондови, или ИПА фондови, или било кој немаат капацитет да ги привлечат овие фондови.
Значи секоја година имат одредени фондови на кои што никогаш не знаат како да ги привлечат и да направат некоја одредена не да речеме некој импакт да има во нивното владење. Тука е кај нас проблемот. Пак се враќаме во таа инфраструктура на кој што ја немаме во тие општини. Кој ќе ги направи тие проекти, како ќе се реализираат проекти и каков импакт ќе имаат тие проекти. Значи проектите се работа на кој што една се прават и имаат некоја иновативност во нив. Ама таа иновативност би имало некој вид на, ајде да речеме, и некоја понатомошно издржливост кој би генерирало други проекти. И сето тоа ќе оди во континуитет на развивање. Кај нас се прават, за жал, сите проекти кои ќе ги видите се некој вид на инфраструктурни проекти. Или за патишта, или за одредени инфраструктурни објекти на некои, хајде да речеме некои објекти на кои што ги прават и така натаму и така натаму. Нема проекти на кои што ќе генерираат понатаму други идеи и други проекти на кои што би зависела и нашата економски раст и развој. Практично некои предизборни ветувања да се реализираат. Сомнително е тоа и тоа ќе речете да така е. Значи те тера така да го размислуваш тоа, иако ако гледате историски ние можеби секоја влада од појавувањето на децентрализацијата како поим кај нас, зашто ја секогаш го велам, децентрализацијата кај нас е поим, ние сите сме централизирани, се зависиме од централната власт. Ќе видите дека секоја влада ги брише долговите на општините. Не секоја влада, ќе видите, ќе се задолжат општините, централната власт ќе ги... А суштината на децентрализацијата практично е спротивната. Тие да се само одржливи да бидат внатре, зашто најдобро до граѓанинот е кажете го, таа власт, таа прва власт е таа општинска власт. Значи, од тука почнува да почнеме ние да генерираме. Сега, видите, природата на проблемите на една урбана општина со една рурална општина не се исти. Ако ќе видите, проектите се скоро слични. Не знам, тука има некои работи на кои што ќе треба да се проработат. Има добри стратегии направени од колегите, ги гледам добри стратегии на економски раст и развој, дури на општините, но колку тие ги зимат како репер, како ги реализираат тие стратешки проекти, тоа е веќе друга работа. Професоре, ви благодарам многу за издвоеното време и уште еднаш благодарам што бевте заедно со нас, што зборуваме за прашања кои што директно ги засегаат сите граѓани, а се во интерес на тоа Македонија да меѓутоа да биде за нас сите поубаво место за живење, да не дозволиме да ги губиме младите кадри во областа во која што работите, меѓутоа генерално и она што го бара пазарот на труд, да не го бараме на страна, туку се укористиме од сопствените капацитети. Благодарам што Благодарам.